Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Ово утро мојот партнер Ивица Боцевски е на мало патување поради неговата докторска дисертација. Јас го искористив моментот себично да направам една тема на новинарски теми, на теми кои малку излегуваат од рамките на политиката и на оние коментари за дневните збиднувања. Гостинот кој го имам ово утро многумина ќе ми се налутат затоа што е во нашето студио, но тоа и не е важно, затоа што ние функционираме поради јавниот интерес, а не поради нечија волја. За него велат дека е контроверзен, мене ме е колега и не би сакал да го искористам тој термин, независно што може би понекогаш ми се допаѓале или не ми се допаѓале начинот на кој тој ги прави неговите теми, но она што е најинтересно и она што е важно е дека мојот гостин од ово утро е член на Сдруженијето на новинари на Македонија и член на Меѓународната асоциација на новинари, на Европската асоциација на новинари. Тоа само по себе го прави да биде новинар, независно дали неговиот стил вас или нам, на сите ни се допаѓал или не. Добро утро за Зоран Божиновски, новинар, еден од колку години се бавиш со оваа професија? Па ја имам 50, прво добро утро. Добро утро, да. Ја имам 56 години, есен во 50, значи 56 и пол години. Од своји 7 години кога тргнав во Радио Куманово како новинарско дете, новинарски син, во оние почетоци у она Социјалистичка Федеративна Република Југославија имавме радио драма, во пионерска секција, во пионерски дом имавме новинарска секција. Значи бевме учени од мали на она што го сакавме. Не ми дава фудбал да играм, бев талентиран и ме тера од дома мандолина да свирам у мандолински оркестар, значи ја свирев онака под кожа, ама новинарството ми беше во ген. Татко ми многу ме тераше да читам. Читав ден и ноќ, се нешто што ме интересираше, вика, имаш у библиотека, у таа енциклопедија, оди најди си, ќе научиш што е тоа. Значи, по таа љубопитност почнав на млади години, на детски години во Радио Куманово и израснав таму. Потоа во фокус, во техника, некаде до 92-1 до распадот на таа бивша држава, работев во техника на Радио Куманово, бидејќи и тогаш, како и сега, сум цел живот бунтовен по природа, вработија друг на моје место, кој беше фин и послушан. За жал, потоа човекот им сврте грб, отиде по некои политички линии во партиски води и така. У техника, да им кажем од Савајле, да бидат фини и послушни. Тоа се мои колеги, драги, пошто ја изворно сум техничар, реализатор на радиопрограма. Кога видов 1996, 97, 98, кога беа првите почетоци на приватни радиостаници во Скопје, кога видов кој све работи и кој како работи, кога почна ова со компјутери да миксат, ја решив да се впуштам и во тие приватни води. Еве ќе го споменам, иако многу мина не го сакаат и мене не ме сака. Драган Павлович Латос имаше едно радио, Вокс радио се викаше, тоа беше најкомерцијалното радио во Скопје. Со Реджо Балич, мислам дека. Со Реджо Балич, бидејќи од 6 или 7 диџеи техничари, ниеден не работеше турбо и фолк музика. А ја во Радио Куманово бев обучуван највеќе за поздрави, желби и честитки, бидејќи тоа беше главниот извор на финансирање помеѓу другите извори на тоа јавно радио, јавен радиодифузер.
Така да, мене ме донесо од Куманово како специјалист за народна музика. Значи ти имаш со Лата сработено всушност. Да, со Лата сработевме. Тој беше комерцијален директор, имаше неколку акционери таму. Мислам дека Леснина Македонија беа главни акционери. Најогласувано радио во Скопје беше и стварно беше екстремно слушано. Со Реджо имавме во недела емисија од 9 до 17 часот. Реджо доаѓаше некаде 11 часот, ја почнував од 9 со музика да загревам и после имавме фолк метар емисија некаде до 17 часот и тука сечевме, почнуваше Evergreen, друга странска домашна забавна музика. И во текот на неделата исто. Така да поминав добри 3 години во Ристичева палата. Да, таму било сместено, таму да. беше радиото. Лата се закачи политички со Орце Камчев. Орце Камчев тогаш беше председател на СДММ. И после тој конфликт радиото го угушија социјалдемократите. Стана најнекомерцијално радио, пошто ги укина сите реклами. Добро, Зоки, како од овој дел, нели, фолк, поздрави, желби, честитки, стигна со тоа да се бавиш со информативниот дел, односно со новинарството? Значи, буквално кога видов која секаква будала е влезена во печатено пишувано новинарство, а ја иако немам завршено високо образование поради корупција на катедра за германистика во Скопје, сепак сето она што го имам прочитано во животот и сето она што го имам научено е во мене, значи литературата е во мене, сите книги што ги имам и енциклопедии прочитано, ми дозволува да седнам да составам текст, ако ништо друго, да составам 10 просто проширени и неколку сложени реченици за да напишеш по некој епитет. Да напишам ексклузивен текст. Друго што ме провоцираше, гледав како бројни новинари, тој и денеска случај, значи завршил земјоделски факултет или завршил машински факултет, не се реализирал во својата професија за она што учел и тоаш му викат: ај бе, можеш новинар да бидеш? Значи испадна дека може секоја будала да биде новинар. Значи земјоделци, машински инженери, електроинженери, врвно остручени, доаѓа во новинарството како во резервна професија, заради што новинарството денеска ни е на ова ниво на кое ни е. Ја сум бунтовен по природа и кога видов кој се пишува во Македонија. И викаш и ја ќе пробам? Не да пробам, него едноставно ја врските со новинарство, со југословенското новинарство ги имам од млади години. Значи овие две млади деца овде што ти се во техника немале среќа што јас сум ја имал во она време од Радио Куманово не испраќаа на обука во Белградска 202. Значи ние работевме, а сега се ежам во Белградска 202 имам обука на штудерова техника, на магнетофони со оние големи ленти. Да, тогаш така се монтирала радиопрограма. Ние ги монтиравме рачно у Радио Куманово на Ухер техника, имавме нешто штудер, работевме со Техникс грамофони, па беше доживување кога дојде Техникс 1210. Замислете, да стартува од миксета. Децава што се релативно млади кои работат тука кај нас, можат само да замислат која е разликата. Сега имате Soundforge на кој ти едноставно си така да е јасно. Си сечеш, си додаваш, си кратиш што сакаш, си менјаш и така натаму. Тогаш тоа се правило на магнетофонска лента. Тоа била една технологија која беше за мене доживување во една огромна просторија од околу 80-85 квадрати. Седиш на техника штудерова и сега има техничар кој обслужува. Значи јас сум реализатор таму на емисии кај што не обучува и ти дава емисија да обучува. Спортски круг 202, например, спортска емисија. И таму го гледаш магнетофонот, го стартуваш од штудер миксета. Значи, неверојатно доживување. И се таму создававме конекции, пријателства
со врвни новинари на југословенско ниво. Кој потоа ти помогна тука да Кој се потоа ми трансферираш помогна во Радио Куманово ја да реализирам мост, ноќна програма, пример со Радио Београд, една од најпознатите ноќни програми, па се собираа луѓето, стални слушатели во Лепенски вир 2 пати годишно. Водител беше легенда Радко Никич. Радко Никич беше поим за мене, значи каков председател на Југославија, ја да го сретнам Радко Никич беше моје најголемо доживување во животов. И кога се запознав со него, кога ме обучија, таму го запознав Драган Стојнич, познатиот пејач на шлагер песни и на поп музика, на француски шансони, познат македонски пејач Зоран Георгиев. Тој беше во РТБ, ПГП РТБ продукција, заедно работел во канцеларија. И мене како курирче од Радио Куманово ме праќа да земам бесплатни примероци од ПГП РТБ. Додуше они ги праќа по пошта и ги добивавме од Диско Сараево, од Александровац, од РТЛ Љубљана, од Југотон, Загреб не стига. Меѓутоа кога одев на обука, ме вика бе оди дока е Драган Стојнич, земи ги плочите за нас. И одев ја кај нив, имав како дете сокче да се напијам. И сега Драган Стојнич беше поим човече, за 8 март у Сава центар го полнеше. Што да ти кажам, 7-8 дена не може да испее колку беа продадени тие концерти. А јас со нив вака у канцеларија, се заради оваа професија, заради тоа радио, кое ја го доживувам како магија. Бијќи радиото го слуша и овчар у планина, и портир у трета смена, и медицинска сестра. И интелектуалец. И интелектуалец, и можеш да го слушаш, а да гледаш фудбалско такмица. И да читаш книга. И да читаш книга. И Зоран ги, нели, тие твои, нели, искуства во техниката, во музиката и така натаму ги пренесуваш подоцна. За кој медиум прво почнуваш да пишуваш во пишаното новинарство? Значи во пишаното новинарство ја прво почнав од Куманово, бидејќи немаше тогаш дописници. Имаше дописни центри на НИП Нова Македонија. Прво почнав едно лето, еден постар новинар, дописник на Вечер од Куманово, Чедо Стефановски, ми даде шанса. 87 година се вратив од волонтерска работа на Загребска универзијада. И тоа лето ми вика, абе татко ти ќе се буни, пошто татко ми стално се бунеше ја да се манам од таа професија. И обично и наетот те прави на крај да биде. Вика, бе, татко ти да не знае, замени ме еден месец. И јас за еден месец имав 23 текста објавени во дневниот весник Вечер и Нова Македонија. Во тоа време беа единствените дневни вестници во Македонија. После излегува другиве. И така стартува во печатено новинарство. После станав дописник на Канал 77, на радио мрежа. Бранко Црвенковски пиеше шампони за желудник од мене, пошто освен Столен Наумов, кој беше предпазлив со мене, сите други, и Драган Ристов, и особено Тони Михајлов, и Весна Коловска, ме пуштаа без проблема у програма. А Столе те цензурираше? Па не ме цензурираше, ама беше предпазлив. Ја и Столе сме одлични другари. И мене ми одличен. И пријатели, ама... Пријател и човек кој многу ми помогнал во радиобизнисот, еден поздрав до него. Столе беше екстремно предпазлив со мене, бидејќи јас сум ти неконтролабилен за новинарството. Значи си стојам со име и со презиме за она што го работам. И така се прославив. После ме повика во првата екипа на Телма, Емилија Гелева кој стана директорка, па бев дописник на прва Телма. После тоа дојде Ристо Лазаров, напуштив, бидејќи воведе комунизам во телевизија Телма, кој трае до денеска, мислам. Поздрав до господинот Лазаров и еден од најдобрите писатели во Македонија. Поет Ристо Лазаров. Напушти веднаш и премина во Канал 5, бев дописник на Канал 5.
таму се прослави во време на конфликтот 2001, кој имаше полициски час. На Канал 5 имавме последни вести во 23 часот. И бидејќи не мразев цензура, мене ако ме цензурираш, може еднаш, два пати преку сила, после ти викам, дојди ти стани дописник, наместо мене, веќе не работам. Нема што да работам, не е за пари работава, него или ќе ми дозволиш да го работам тоа за што си ме ангажирал, или најди си друг. И првото посилно печатено искуство во новинарство беше Фокус, па потоа беше Зум магазин, кај Мирка Велиновска. Фокус го напушти в 2002 после нападот во радио. Со Мирка какво ти беше искуството? Па не ми беше баш добро, затоа што Мирка Велиновска направи Зум магазин во 2000 година, кога пропадна она прочуено ново парламентарно мнозинство, кога премина 6 пратеници кај Стојменов од ВМРО ДПМН и имаше со демократска алтернатива некоја ситуација да направат влада со Бранко Црвенковски. Меѓутоа Амди Бајрам им даде гол со пета, некои пратеници беа киднапирани од ДПМН, не гласа за, и тоаш новото парламентарно мнозинство пропадна. И пропадна и Зум магазин, бидејќи беше направен како за 2 месеца доаѓа Бранко Црвенковски и СДСМ на власт, Мирка беше. Пошто Мирка ја гледаме денес, она кажува дека никогаш Бранко не го поддржувала, дека он ја уништил Македонија и така натаму. Види, значи Мирка си е во ред кога слушаш, кога збори. Иначе не само Мирка, значи било кој, еве ти кажувам со име и презиме, било кој може да го седнеш проти мене во живо и да разговараме. Без навреди, без ништо, само да се подсетиме. Значи јас сум најнепријатниот сведок во Република Македонија. Значи ова ти го кажувам со име и презиме. Значи ја имам присуство. Било кој од спомнатите слободно нека ни напише демант, ќе му го објавиме, не сакаме да... Не само и спомнати и не спомнати. Значи смисли собственик на медиум или смисли новинарско име и седни го, нека се согласи, седни го саат време контра мене. И да разговараме. Што било, кога било, која година, кај сме се виделе, што сме работеле, за кого бил, како бил. Точно. А потоа одиш во Фокус, така? Не, значи ја во Фокус бев од 96-7 мај до ноември месец 2002 бев нападнат, додека бев во болница со искршени раце и глава и заби. Никола Младенов објави, значи јас се будам таму на интензивна нега од кома во Скопје, во тој број мене ме нападна, дали беше понеделник према вторник, така нешто. Во четвртокот излегува текст интервју со Горан Стојков, тогашен командант на Лавовите. Мене Лавови ме нападнаа. И се он прави интервју со командантот на Лавовите. А текстот што беше посветен на мојот напад е таму некаде на 30-та страна во Фокус. И му се налути ти на Никола? Не му се налутив. И на некаде 30 на страници на страна од Фокус и Теофил Блажевски беше уредник на неделникот, главен и одговорен, и напишал текст посвет, значи ја лежам у кревет, слика, моја сопруга до мене седи и така натаму, пишува што бил нападот, како било, пошто ја ги препознав кои се нападјачите и ги кажав веднаш. И напишал Теофил Блажевски долу у подпис редакција Фокус. Пред печатење Никола Младенов го променил, тој напишал Теофил Блажевски. И сега испаѓа како Теофил Блажевски да пишува за некој новинар таму од страна дека бил нападнат, наместо како редакција да застанат позади мене.
причекав да се опоравам. Уште едно големо име на македонското новинарство. Сега мислам дека работи на некакви проекти за проверка на лажни вести, нешто слично. Не е битно. Да. Тоа, значи, Теофил Блажевски бил супер коректен како главен одговорен уредник со Беше и мене. синдикалец и мислам Так. дека се уште е еден од оние кои се борат за правата И на кога се новинарите. опоравив од значи, кој ги симнав, раците ми беа у гипс двете, и кога почнав да се движам, едноставно го повикав некаде ноември, беше 2002 година, меѓу време Љупчо Палевски го запознав, ме повика да работам кај него Во старт. во Старт магазин. И врти сучи пак со Мирка. Не. Значи Мирка, целата екипа напушти ја. И беше Аха. празна редакцијата, Тони Димитриевски беше главен уредник. Овој што е во полиција после што Така е. отиде. Прекрасен човек. И мене ме повикува Оливера Трајковска на Вин-Вин, водителката. После 13 години некомуникација ме вика на пијачка, вака и вака, сака Љупчо Палевски да те ангажира. Океј, ја се запознаеме, пошто ја бев толку разочаран и решив да одам за Сега нешто на различни за страни со Хрватска? Оливера и Љупчо. Тогаш ете биле блиски. Кој? Па Палевски и Оливера Трајковска. Ма не, тогаш беа блиски и близко комуницира, таа ме запозна со Палевски, отидовме и ја бев тој ноември 2002 решен да дадам отказ во Фокус, да си соберам тогаш на прва сопруга и две ќерки и да одам за Хрватска, бидејќи со Иво Пуканич бевме добри другари и со Берислав Еленич од Национал. Они ги пишува текстовите против Мило Ѓукановиќ за цигарите, пошто шверцот на цигари централа беше Тутунски комбинат, ова Македонија Табак Скопје и тутунските комбинати од Македонија. Мене тоа ми беше специјалност, имав среќа да ја добијам црните книги и книговодството на Македонија Табак и ја им ги дадов на нив. Они пишува серија текстови врз основа на тоа. Се зближивме, бидејќи во Хрватска сум од најрана младост и детство и имав понуда да се преселам во Загреб, да работам во Национал и да станам човек. И Палчо ме спречи во тоа, ја ќе платам што треба, ќе ти купам се што ти треба, ќе ти направам ово, не, и Палчо навистина тоа го направи. Беше, значи, авансно инвестираше во мене, све што побарав пред одење во Загреб на крај на ноември 2002 година ми донесе у Куманово и ја така останав во Македонија, пошто Палчо имаше една идеја, ти ако си одиш, кој ќе се бори? Море, викам, доста ми е и од ќотеци, од борби, и од кршени раци, и нози. Ама те заглави до ден денес и уште борби. Не ме заглави, него едноставно ми ги овозможи условите што тогаш ги барав и преминав у Старт. Го повикав Теофил Блажевски, викам, шефе, ја ќе дадам отказ во Фокус, некоректно е ова и уопште пред тоа некои 3-4 текста ми чува во фиока, не можам додека не ги објави тие, не давам нови текстови. Он вика, бе, ја те чекав да се опоравиш, а интересно е дека на 7 мај 99 он стана уредник, ВМРО ДПМН кога победи, цела една екипа, отидоа Жоро, Боби Илиевски, на Жоро жена му. Чекай, овој Боби Илиевски, сега што е експерт по социјални мрежи. Боби отиде шеф на кабинет на Ден Дончев. Жоро отиде у вечер главен уредник. Никола Тасев беше соработник и он е денес бизнесмен и успешен. Перев, он отиде у Нова Македонија. Значи цела една екипа од Фокус отиде и ние дојдовме како нова екипа. И јас, Тони Ангеловски од портпарол МВР, Македонка Балдазарска, Наташа Бошкова, ние бевме новата новинарска екипа и Теофил Блажевски стана нов селектор. Он со мене дојде од 7 мај 99 влеговме во Фокус. И кога сакав да си одам, прво на него му сообщив, шефе, ја ќе си одам, да знаеш да не рачунаш на мене. Абе, вика, ја те чекав да се опоравиш, да идеме заедно отказ да дадем. И дојдовме заедно си отидовме. Како да сме се договарали? И им купив на Никола Младенов виски,
пошто сакаше виски, на Билјана Младенова купив оние краш бомбони со вишна, со ликер од вишна внатре. Така ме научи еден сковски господин, вика, купив на Дада Билјану, куманат, купив бомбони, краш, нека лапа, вика, у гушу да му стои. И така се простивме со Фокус. Но се простивте на фино, значи немаше некој конфликт. Пријателски се поздравивме и така. После го праќа од време на време Жоро да трча по мене кој им требаше ексклузивен вест или текст да направат тираж. Дефинитивно прекинавме соработка после мојата продажба од нивна страна во случајот Тоше Проевски, бидејќи јас ги добив ексклузивно Будванскиот договор преку кој Лилја зема 40.000 евра на Прокредит банка на сметка у Ниш. Будванскиот договор го добив у оригинал, не у копија, го објавив истовремено у Фокус и на Хрватска Нова ТВ. За 3 месеци беше тој прилог на Хрватска Нова ТВ беше гледан 720.000 пати. Не ради мене, туку ради содржината. Беше ексклузивен, а и беше Тоше Проевски во прашање. И ја го објавив тоа во Фокус истовремено, дури у програма смислив да бидам у Нова ТВ у четврток у 7 саат. А предходно да попладне, излезе во Фокус. Кога Фокус излегува на улица у Скопје. И така го продадовме целиот тираж. После 2 недели се случи она несречно снимено гостување во емисија Бисери кај Кочишки на А1 телевизија во Томато продукција, кај што ја отидов без да искалкулирам дека не ми треба тоа. Тие ја снимија 3 часа. Измонтира. То не беше не ја монтира, то не беше емисија. То беше пресконференција која се претвори во снимена емисија. И додека ние вака разговаравме со Лилја Петровиќ и со Кочишки и 3 реда новинари, таму зад камерите стои Мики Вујич, како сега го гледам. Беше тоа е несреќен период у мој живот. До Мики Вујич стои Зоран Димитровски, а на клупа ваму пред Лилја у програма, пред камери седиме ја и Бобан Нонковиќ. Бобан Нонковиќ, Жоро му е Димитровски роден Вујко. Јас со нив отидов на пресконференцијата, кај себе во Тексас јакна, во внатрешниот джеп го имав извештај за спречување перење пари на име на Авард продукција Лиљана Петровиќ, Ласто Николовски и Тоше Проевски е прокурист во фирма Ателје Љубљана. И со Жоро се договоривме, знаеш, и ова ексклузивно ќе го објавиме во петок, ти само некои прашања постави на Лилја, немој да го вадиш у програма, ексклузивно да иде у Фокусу у петок. И ја во емисијата, пон себе, сам уверен, Лилја прашував на таа тема, она дојде у ситуација и тоа, оние што ја гледале емисијата или денска има на YouTube, некој што ги гледа, ја доведов у ситуација рацете вака да ги склопи и да ми одговара на прашање. Само виновен човек на суд вака склопува раце. Ама имав податоци. И што се случи? После, додека стоеле Жоро Димитровски и Мики Вујич зад камера, Мики го прашал како адвоката, бе, што е тоа што овој знаете толку прецизно прашува, Жоро му рекол, бе, има од управа за спречување перење пари некој извештај у него, као не знае што е, и на нив им се пали алармот. Завршуваме снимање, го гледаат материјалот, на нив им е јасно што ние у четврток и петок у Фокус ќе објавиме. Утре денто у среда, Јован Илиевски, се уште судија од Страсбур во Франција, инаку баџанак на Мијалков,
ги вика на разговор Жоро и Никола, разговарат и ја добивам у среда предпладне, наместо да го напишам текстот за четврток, добивам СМС порака од Младенов, каде што вика, знаеш што, ќе го одложиме текстот 1-2-3 недели, има некои недоразбирања, да ги расчистиме. И фактички ме оставија мене без текст во фокус, а емисијата они си ја реализира, народот појма немаше што тоа ја и врз основа на што сум прашувал, и ја испаднав дека сум клеветел. Одма добив отказ од соработка у време кај Велија Рамковски. Одма бев избойкотиран од цела новинарска фела. Срđan Керим поведе против мене една хајка преку Утрински вестник и Дневник. Сите медиуми ме нападна како да сум, пошто нели Лилја се беше сметана у јавност како втора мајка на Тоша Прес. Да, ја не се сеќавам на овие време, Ја се сум бил сеќавам многу како млад. сега да било. Да. Небитно, потоа го отвараш, нели, Буре вестник порталот, со него на еден или на друг начин. После тоа решив да си заминам за Белград, пошто така решија бившата жена и двете ќерки. Ја заминав в Србија, пошто 2008 замина тие. Ја расчистував во Куманово, имаше таа фирма и маркет и имавме долгови кон доверители. Ги расчистив до јули 2009 година и бидејќи се борев 11 години дено-ноќно како новинар со комплетната мафија и подземје и политичко надземје, решив да заминам бидејќи сватив дека оваа земја не оди на добро. Ова е 2009 година. После да не се претвори во биографско интервју. Не, решив да не работам веќе за никој. После едногодишна пауза, 2010 година во март го создадов Буре вестник. Потоа, нели, Буре вестник на еден или на друг начин продолжи со овие активности, имаше еден судски процес, те апсеа, па на крај се и доби ослободителна пресуда за тоа. Привршува оваа година, треба да добијам конечно пресуда. Сега на Врховен, така? Не, на апелационен суд. На апелационен, чекам да донесат. А ослободителна доби од основниот суд? Две ослободителни пресуди. Како колега ти посакувам среќа во тој процес нормално. И нели важеше за една од легендите на новинарството, кога СДСМ беа во опозиција, немаше функционер на СДСМ да не сподели твој текст, немаше група на СДСМ да не се појави твој текст, затоа што ти навистина ригорозно, нели, ја следеше, ја напаѓаше владата на Никола Груевски, беше еден од ретките кои пишуваа против Сашо Мјалков, кога некои се плашеа да му го изговорат името. Тоа беше прифатено од тогашната опозиција, но СДСМ дојде на власт, а повторно со тоа дојде проблемите за тебе. Значи, мислам дека не е така. Така изгледа, ама не е така. Затоа што ја кога заминав во Србија, продолжив да расчистувам значи моето нарачано убиство од 2002 година, за кое имав цврсти сознанија од кого е нарачано, дека тоа Драган Даравелски. Ја во Белград отидов по него, за да го најдам него. Да го грабнам. Еве го сам дојде тука. Да го грабнам и да го донесам, јас да го испорачам своерачно во, пошто ние во Куманово така ги решаваме работите, машки. Не можев да му придам, пошто беше под заштита на тајната полиција на Србија. Во меѓувреме, мене у Белград ми доваѓаше 2 пати Александар Бичиклиски, портпарол на ВМРО ДПМН. Автор на емисија во ова радио сега. Не знам што е. Ми доаѓаше он кугларе у тоа по хоби. Ми доаѓа, вика, шефот ме прати. Значи, ова сум го пишувал јавно и дури имав и чат со него и чатот го објавував. Шефот ме прати. Море, кој ти е шеф? Бе, шефот, знаеш кој е шефот? Никола Груевски. Зошто те прати? Да кажеш колку треба, пошто ја излегов на 2
емисии на 2 гостувања кај Ке го прашаме за ова во бициклист. Кошава. Значи прашете го еве и нека се соочи со мене во секое време. После имавме уште една непријатна епизода со Мартин Протуџер и со него, подоцна, после 2 години. Ама ова е, ете, таа некоја 2010 година или 2011, сега не можам точно да кажам, дојде во Белград на Ташмајдан се видовме, кај што е пливалиштето, во еден кафич. Шефот ме прати да кажеш колку треба за да плати ДПМН и да престане војната. Ја му викаме, нема шанси, манија, значи ние сме дотерани до убивање, пошто мене Владко Мијалков во присуство на еден шеф на царина на Табановце, покоен е, нема да му го кажам името и презимето, 2006 година во ноември ме викна во кафе Барселона на улица Македонија, Карши кинокултура, мислам дека беше, и ми вети дека мора да ме ликвидираат. Ние тебе мора да те ликвидираме. Мора зошто? Ти си србоман, ти си комуниста, ти си вако, ти си онаков. Викам, ајде да се тркаме, кој кога ќе ликвидира побрзо. Овие времења беа навистина турбулентни за тебе. Бициклисти ми дојде со понуда од ДПМН. И не ја прифати ти понудата, Не, предпоставувам. значи на негово 10-то инсистирање да кажам цифра, реков 2 милиона 387.456 евра од Што не даночени им одговараш? на моја сметка. Он отиде у Скопје, се врати после 2 месеци и вика, абе беа тие и тие, сега да не ги именувам кои биле, вика, се испонасмеа и на Груевски му падна незгодно и ми вика, ма не, тоа нека каже некој друг износ. Се врати у Белград, абе, не, тој каже друг износ. Добро, викам, 23 милиона 387, така, пута 10. И не се договори со ВМРО, до крај беше со нив, а против нив се извинува. Ме праша бициклистка, ма добре, има ли лек? Викам, има. Кој е лекот? Гроб. Или он, или ја. Значи, ние дотеравме За кого? добивање. За Даравелски, за... Не, за Груевски, за компанија, пошто мене Владко Мијалков во име на брат му Сашо Мијалков ми вети ликвидација. И Сашо Мијалков носеше во Белград пиштол, кој требаше да го даде на еден воен ветеран, пиштолот му го земаа на аеродром и ја останав жив. Се сеќаваме за овие времења. Ме интересираат детали кои не ги знаеме. Овие... Па еве овие детали не ги знаете. Значи беше испратен Александар Нинджа Василевски во Ова Белград. го имам читано кај тебе. Наводно мене да ме убива, а Нинджа беше пратен да му фрли бомба во двор, она рачна бомба кашикара на оние малите, како се викаат тие, не е кашикара, на Комтрейд шоп на собственикот на председател на Атлетски сојуз на Србија. Потоа, Веселин Јевросимовиќ. Од која заврши, нели, овој процес, од како, нели, ти си измрцлави со овие... Им натежнав со моите објави, со буревесник, еве не е тајна, Сорос застана позади мене од Македонија. Добри пари доби од Сорос? 22.400 евра, 2 години добив 2 буџета за 4 вработени, за мене и уште 3. И то не ги добив од Сорос. Гордана Дувњак беше председател на управен одбор во Сорос, моја драга колешка, Владимир Милчин беше директор. Значи јас се обратив кај Милчин, тој рече, еве ти апликација, аплицирај, најверојатно ќе добиеш, затоа што тоаш добива уште 14-15 опозициони медиуми. Ама му реков, Владе, ја не можам да работам, немој да ми се јавуваш за ова или ова. Не бе, вика, пишувај си ти слободно. И никогаш никој не ми се јави да ми каже зошто овој текст вака, зошто не. Си ги исполнував тие таму критериуми. Прифаќаш она што ги нарекуваат, нели, соросоиди, го прифаќаш што ја прифаќаш таа етикета. Значи ја не сум соросоид. Во тој момент на развој на буревесник, според влијанието и Во многу читаноста, медиуми Сорос има помогнато, и во Дневник претходно и така натаму. Прво вака да се разберем. У Сорос, у управен одбор во тоа време беа и СДСМ и ДПМН. Значи паметот им застана у управен одбор за што треба да гласат, пошто они знаеа ја како функционирам.
И мојата соработка со Сорос заврши така што 2013 година ме имплантираа на список на шпиони во случај шпион и од овдека сега не знам дали владата, дали УБК до Сорос Нью Йорк испратија писмо дека јас сум осомничен за најтешки кривични дела против државата и така Сорос мене ми го замрзна проектот за да немаме средства за 2014 година. И испадна дека ние сме четворица што работевме у Буревестник у тој период, у тие 2 години, земавме на 4 месеци квартално ги префрлаа парите врз основа на извештај од мој проект менаџер Диме Велев од Велес дека парите наменски се потрошени. Така. И ние и дури Диме Велев од така плашлив човек е малку председател на диабетичари, он дури повеќе плаќал данок него што треба. Ова се некои интерни работи, нели, за вашата Сакам да ви кажам дека портал, го замрзна финансирањето на Буревестник преку Нью Йорк со писмо дека јас сум државен непријател и така останав без средства. Твоето име се поврзува на еден или на друг начин со оние бомби на Зоран Заев, кој ги објавуваше Зоран Заев. Како беше вмешан Зоран Божиновски во тој процес? Значи, ја тие бомби ги добив интерно. Прво добив само 8 бомби. Од кого? И то под, не знам, 1.300.000 колку ги има од тој Ама телефон. не, од кого ги доби? Значи не можам да кажам од кого ги добив, ама околу Зоран Заев имаше цела екипа преведувачи од албански на македонски, од не знам англиски на, пошто имаше тука и бомби во кои беа споменувани и странски амбасадори или снимани или добавувачи на прислушна опрема и така натам. Значи Зоран Заев знаеше ја од кого добивам бомби и како ги добивам. И не му пречеше што ги добиваш? Секако дека му пречеше, ама тој не можеше да ги сопре луѓето да се другари и пријатели со мене. Друго, тие бомби до Зоран Заев стигнаа преку Александар Верушевски. Додека татко му Зоран Верушевски во случај пуч е во притвор, му праќа на синот порака преку адвокатот црната кутија да ја однесе во Струмица. А црната кутија, значи вкупно собраните бомби се кај него во Струга и тој му ги носи на Заев во кабинет во Струмица. И после кога се закачија малиот Верушевски Зоран Заев, он му пишуваше јавно, Змијо се сеќаваше која правеше салто од радост во твојот кабинет која ти ја донесла црната кутија. Значи, толку транспарентно беа тие бомби прераспоредени да кој сакаше можеше да набави бомби. Денес се вели дека се уште орбитираат на црниот пазар, дека можете да си купите за одредена сума на пари бомби за некого. Прво во Македонија нема бел пазар, во Македонија има само црн пазар. Значи Македонија ја убија, направија Северна Македонија е правена на црн пазар. Значи пазарено е да се продаде името Република Македонија, а тоа е темата Телеком, тогаш е начнато, тогаш се преговорите, ги објавувам телекомските мејлови во кои јасно пишува на тоа специјално за тоа. Значи Македонија нема бел пазар. Македонија е можеби последната и единствената перална на валкани пари во Европа. Како Зоран Заев, од човекот кој го рушеше тој систем на Сашо Мијалков, нели против кој ти си се борел, стана човек кој го надгради и го прошири тој систем. Според многумина. Значи уште Бранко Црвенковски соработувал со Сашо Мијалков и се среќавале во поштенскиот хотел во Струмица, во Бања Банско. И ја напишав еден текст келнер, Зоран Заев ги служил. Значи не ги служил ама бил со кафе, ама бил организатор на тие средби. Добро. И уште у тоа време Бранко Црвенковски кој беше лидер, си се среќавал со Сашо Мијалков и си имале соработка.
Да, но Заев ете го сруши после Сашо Мијалков. Ма не го сруши Сашо Мијалков, значи Заев го сруши режимот на Никола Груевски. Сашо Мијалков не беше чепнат у режимот на Никола Груевски. Дали се разбираме? У режимот на Заев. У режимот на Заев, подоцна, пошто направија хибриден режим. И јас ја емитував, и дај Боже да ви биде гостин Александар Верушевски, и јас го емитував разговорот Александар Верушевски и Зоран Заев од август 96 од Хотел Парк. 2006. 2006 И 16. И 16 се извинувам. 2 часа и не знам 20 на минути, кај што Александар Верушевски е пратен на Сашо Мијалков и му вика на Заев, му дава понуда, дај ние трите фамилии Мијалков, Верушевски, Заеви да се договориме, Груевски ќе го избркаме од државата, нек се гони, ќе му ја земеме партијата, и сето тоа се случува. И Зоран Заев као прво не сака за у подоснежниот тек на разговорот да каже добре да ајде запиши барам тоа и тоа. И Александар Верушевски буквално точка по точка запишува што бара Заев за да се помират со Сашо Мијалков. А всушност тоа јавноста не го знае. Неколку месеци пред таа средба во август 2016 на Љупка Цветкова, секретарка на Зоран Заев, е украден лаптоп од екипа на Сашо Мијалков. И у тој лаптоп се пишани сите трансакции, сите вработи го овој, дај на Зоран Божиновски 300 евра, дај му на овој, на Љупче Златев 500 евра. Истиот тој систем на И корупција. му влегуваат со инспекции цело лето, не искачаат од општина Струмица, за да на крај дојде Александар Верушевски да му каже дај бе да се договориме, ние трите фамилии да живееме, гледаш и дека народот се вакви и онака. Зоран мора да одиме со пауза за реклами. На крај тоа резултираше, нели, Заев направи влада. Ма на крај се случи тоа, Да. тој разговор све е имплементирано. Да, потоа, нели, Мијалков беше и избркан од неговата политичка партија и беше обеладенета онаа коалиција Зоран Заев, как така беше наречена, Зоран Заев, Вице Заев и Сашо Така. Мијалков. Направија коалиција за промена на името. Заврши тоа како што заврши, дојдоа новите денови во кои ти повторно имаш предизвици за кои ќе разговараме Јасно. по кратката пауза Може. за реклами. Може. Ја слушаш оваа порака во твојот автомобил? Да, жалам. Ако се одлучеше да возиш велосипед или пешачиш, ќе се помогнеше да имаш нормален крвен притисок и поздраво срце. Вози редовно велосипед и пешачи за здрав живот и чиста животна средина. Активноста ја спроведува Центарот за истражување и креирање политики, поддржан од Шведска преку Програмата за развој на Обединетите нации. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за буречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrome. facebook.com/TS Aerodrome.
Продолжуваме со мојот гост на утро Зоран Божиновски. Зоран, на 25 октомври 2022 година во Битола, каде што во тие моменти живееше ти, Така. пред зградата во која живееше беше претепан. Најдени се сторителите? Од полицијата зборувам. Сторителите се најдени, а не се процесуирани. Но биле во полиција повикани? Биле повикани, има... Записник има за тоа? Па мислам дека има, ама мене ми се недостапни тие записници. Има некаде 170 снимки од видеонадзор дека сторителите се со тоа голф возило, собственост на одредено лице. А сега не знам дали да ги кажуваме по име, по презиме, не се ни битни. Тројцата маскирани наркомани, иначе колекционери на бројни десетина кривични пријави за разбойништво под домови кај што извршиле тешки Значи станува збор за лица познати на за полицијата. лица за кои нели во јавноста популарно се вика познати на полицијата. Улава работа во Македонија вика познати на полицијата. Значи ако се познати на полицијата, а не се процесуирани, значи дека полицијата е дел од Да, така, во право си Зоран, зато се познати вика организиран криминал, затоа што организиран криминал по дефиниција е злоупотреба Да, но некогаш знаеш сега на како е. буџет или службена положба. Да не бидеме сега само контра полицијава, не па дека сакам Не да сме бранам. контра, јас зборам дефиниција во суштината понекогаш па полицијата и да знае дека се сторители, дека доколку нема доволно докази не може да ги процесуира, така што знае, сакам да бидеме малку затоа велам види, познати на полицијата, веројатно на претходно биле 25 октомври вечерта беше комплетната униформирана и цивилна полиција во Битола, заедно со министерот, затоа што има партиска политичка трибина. Да, се сеќавам на тоа. во центарот, во домот на култура. И ти сакаш Милтон да Манаки. одиш да поставиш прашање. Значи јас сакав да поставам прашање, таму имало обезбедување Кој требаше за да зборува? За да не влезам од страна на телохранители, обезбедување од РЕК Битола организирано од Васко Ковачевски, затоа што ја претходно пред тоа од генералниот секретар на партијата Миле Зечевиќ, преку службите, портпароли, не знам, за односи за јавност во СДСМ, РЕК Битола, портпарол, АДСМ, портпарол, секаде кај што има допир Васко Ковачевски, влада, портпаролите, шеф на кабинет, премиерот. Значи, испратив прашање конкретно да ми одговорат заедно со лично му пратив на Васко Ковачевски дали фотографијата кај што е сликан гол во постела во еден хотел од страна на негова интимна пријателка, дали сликата е веродостојна или не е веродостојна. Зоран, полемизиравме пред почетокот на оваа емисија. Јас имам една теза во која не се согласуваме, а тоа е дека новинарството завршува онаму каде што почнува приватност. Така е. Дали сметаш дека можеби сега не зборувам за тепање на страна, мислам тоа е ужасно и тоа не сме да се дозволи во едно демократско општество да биде нападнат новинар. Тоа е најлошото нешто што може и тоа е символ за недемократија во едно општество. Но од друга страна, зарем не мислиш дека можеби си ја поминал линијата кога една приватна фотографија се објавила јавно? Па фотографијата не е приватна затоа што тој функционер нема право да оди по хотели да шири неморал. Сега добро, да не бидам вулгарен, на наша сметка. Да не е... Значи, тоа нека си го прави на своја сметка. Ја пратив прашање дали таа фотографија е веродостојна или не е. И не добив никаков одговор. Вечерта сакав да се појавам на таа трибина со литар и пол шише и содржина во него што го објавив пред тоа и после тоа. И сакав да го прашам конкретно премиерот Ковачевски
Дали знаете дека содржината на ова шише е извадено од цистерна на карциногено масло кое таа и таа компанија го носи заедно со друга компанија во Рек Битола И се согорува таму. и се согорува таму што Ова е веќе јавен интерес. И сега јас сакав тоа, Васко Ковачевски си умислил дека ја ќе мафтам со таа негова фотографија од хотелот, заради што ме чекале, ме следеле, како патувам до Битола. Уствари ја и се чекирав во Скопје дека нема да можам да стигнам на трибината во Битола, затоа и ме чекале пред зграда. Кој мислите дека е нарачател на ова ваше Нарачател е Васко Ковачевски, а парите... Го кажувате ова под полна одговорност? Ја и поднесов кривична пријава во обвинителство. Спремни сте да одговарате Да, доколку не спремен тужи сум. за клевета, ве тужи нели за изразеното во нашата Значи, емисија. видите. Ја морам да се оградам затоа што Ма ја го објавив ме јавно разбираш. ова што уште си стои на Буревестник како Да. прва вестна Facebook група кај што имам 40.000 членови. И поднесов кривична пријава во Основно јавно обвинителство за организиран криминал, јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, затоа што таму има 5 души, 5 сторители, значи повеќе се од 3 сторители. Васко како нарачател, неговиот возач кој сега стана и директор на хотел Молика Миле Велјановски, тој е посредник помеѓу Васко и извршителите и тројца извршители по име и презиме, кои биле маскирани, меѓутоа беа препознаени, беа од 3 различни сектори на МВР, бидејќи реков веќе на почетокот на искажувањето дека таа вечер беше комплетната полиција во Битола. Од тројца различни инспектори после 10 дена дознав дека се тие извршителите, дека е овој нарачател и така. За нарачателот знаеме дека нели сега е директор на ЕСМ. крај крајава за ја- оној кој вие велите дека е нарачател, крајава ја а по- извршителите не се уште уапсени, тоа го знаем. Не се уапсени затоа што Оливер Спасовски јавно ветуваше нели уште тогаш дека веднаш ќе се преземат активности, дека не може да биде вака тепа новинари, дека овие лица ќе бидат лишени од слобода, но еве поминаа колку месеци се од октомври, 5 месеци пет и месеци 8 дена. и 8 дена нема ништо од институциите Значи на не може да има системот. ништо затоа што ако ова биде процесуирано, ќе се расплатат едно 20 на тешки разбойништва во Битола и околината, во семејства во кои влегле овие тројца и уште една извршителка со нив. Па ја мислам дека Битола ќе биде истресена, ќе биде превртена наопаку од претреси и од сознание. За да не се вознемирува битолската јавност, за да не се дојде до вистината, за да не се дојде до тоа дека Васко Ковачевски е нарачател, за да не падне владата, бидејќи Васко Ковачевски е главниот финансиер преку наместени тендери на СДС од нашата земја, на Зоран Ивица Заев, на Димитар Ковачевски. Го тврдите ова се навистина големи Па сега зборови. не го и тврдам, ја ова го пишувам со го пишувате, да. веќе нана за 2 објавувате, години со име и со презиме. Зошто не ме процесуира? Зошто не поднесува кривични пријави против мене? Обично за ова не се кривични, треба за клевета да ве тужат. Ве тужал некој за клевета граѓански од овие? Само Зоран Заев и тоа за најкриминалниот случај. Не зборуваме за Рек Битола. Не само за Рек Битола, за АДСМ. Значи Васко Ковачевски е генерален директор со фалсификат диплома од приватен универзитет. Од кој универзитет има? Од менеджмент и туризам. Значи дури нема ни компатибилна диплома. Дури лаже во негова CV дека е машински инженер по термодинамика. Он не видел предавање по термодинамика. Бил А што има завршено? средна школа има завршено, па 2 години бил на некое остручување на технички факултет Битола, кај што имало 10 стипендисти да завршат некаква виша школа која Вишо има завршено? нема, значи не е тоа виша школа. Рек Битола стипендирал 2012 година и тој бил на остручување. 5 степен, нешто такво.
Ни пети, ни трети, нема степен таков. Значи или имаш високо образование со 180 кредити и Да. имаш Со мастер 240, мастер со да. 240. Да. Тој си заминал Со 360, мастер 240 дипломира. Му има платен, му има платено дипломата на менеджмент и туризам и тој е менеджер по човечки ресурси и магистар по човечки ресурси. Значи јас за ова пишував со месеци, со факти, нека го извади уверението. По мене некој да Мене некој да го каже ова за мене. ја би не ја знам. извадил дипломата. Еве тие на пресконференција Божиновски, ова е уверението, тогаш и Да. тогаш ги полагав испитите. Ама јас се плашам дека макар у 2 испита ќе се покаже дека бил странство. Кога полагал дента. Па ќе испадне како Тома Николич у Србија, што беше председател со купена диплома од Нови Сад, у недела ги полагал испитите. Таму Па после промашиле датум, пишале недела. Го нарекуваат поради тоа Тома диплома. Да, Тома диплома. Зоран, вело дека ти си го развел Васко Ковачевски со таа Не. слика. Разведено како е? Значи тој само успешно ја лажел Мери Ковачевска добри 2 децении. Јас само извадив видео снимка кај што влегува во стан на една Да, и тоа го гледав. хостеса која денеска е успешна бизнисменка, нема врска и жена му до тогаш му верувала. Меѓутоа кога ја гледа таа снимка дека носи парфем и љуби млада девојка, тогаш почнуваат проблемите дома. После тоа таа ја напушта, па иде друга, пошто човекот си има проблем. Сега е разведен? Има проблем со промискуитет, мислам дека се пред развод, не знам точно. Не го Им следам тоа. посакуваме среќа, секогаш бракот може да се Бидејќи спаси. планира- Не сакаме да навлегуваме во Така е. во приватни работи, само еве за оние кои имаме различни гледишта околу овие приватни работи јас и ти, но на пример случајот Штроскане на твоја страна, каде што Имајте си директорот вие на ваши гледишта колку сакате. да. Значи ја реков дека Васко Ковачевски за мене е nobody у моментот кога ќе заврши функција која ја извршува без квалификации. За Значи, тоа се согласувам, за овој делов со И па сега не може старлети едно да се избориме. согласувате за друго, пошто Може. од парите што ги За овој делов со што хостесиве, ги за тоа не се раководи согласувам. таму, ги купува хостесите. Он не дека е многу убав, висок, убав, шармантен со сини очи или со убави зелени како моите и сега они му се заљубува. Може би е надарен негде каде што не го гледаме сега, не може да знаеме тоа. Сега не ми отваре, па таму да не вадам диагнози, па ќе ме... Пошто Гагачевска, психијатарката од Битола, што беше директорка, си игра со него. Со лекови што му ги дава, си игра и тоа го пишував. И не ве тужел така. за ништо. Абе, кај ќе ме тужи, што ќе ме тужи? Пробаше со луѓе од основно обвинителство од Битола да ме наместа за рекет. Значи, за каков рекет? Јас седам дома, си гледам утакмица кошарка Партизан Реал Мадрид, звони на врата него возач, ми носи пари. Зошто ме Васко те поздрави? Зошто? Абе, ете така да имаш. Абе, дај признаница да ви напишам. Нели јас сум рекетар? Како сум ја рекетар? Но ги ако ми зема носат- парите кои ти ги донесе? Наравно. Па то се мои пари и твои пари. Значи они нас не ги... Барам дел. Ама Се они шегувам ги нормално. крадат од нас и после ни ги даваат како некоја милостиња. И ти му ги зема и продолжи да Ама пишеш. наравно, па Минчо Јорданов ми даде 30.500 евра, па пишувам против него. 100 пати го прашал, зошто бе Минчо ми даваш пари? Бе така јас знам кога си немал. Ама му требаат моите информации у момент кога му е густо. И јајте да бидеме другари. Бе. Како јајте ти имаш 70 и колку години, ја имам 40 и нешто. Не сме ни врсници, не можеме. Ти си мултимилионер, ја имам 100 евро, 200 евро фазла у джеп. И сакаш да ми кажеш дека ти донесе на врата ти донесоа пари, ти Нормално. си ги зема и си продолжи да си Ама пишеш. нормално си пишувам, не ме купил он со тоа. Ми ги дал парите што ги украл од мене, од тебе, од децава. И ми ги донел. Ја тие пари ги зимам, со тие пари инвестирам у буревесник,
Купувам нивни луѓе. Ја па ги давам на нивни кодоши околу нив и ми даваат информации. Значи кругот е мала, во него сме сите. Ама мала бара пуна со крокодили. И сега, што сум крив ја, што фантастично добро знам да пливам. Затоа што ти реков на почеток. Јас сум најнепријатниот сведок во Република Македонија. Опасен гостин. Јас знам кој како функционира. На некои колеги кои им кажав дека ќе ми бидеш гостин, рекоа немој во живо ќе ти направи проблем, а ја во живам да имам вакви проблеми. Што направи? Ја никого не навради вистината, кажу. И за ова што го зборам, ја у овој лаптоп преполн со факти имам се. Го повикуваме господинот Ковачевски, за кој што ги изнесовте овие факти, тврдења според вас, доколку сака да дојде во нашето студио. Ама еве уште еден факт ќе ти кажам. Моето последно гостување телевизиско од тие панел дебати, па немаше дебата, беше кај Сеад Ризвановиќ во ТВ24 пред 3 години, не знам веќе кога точно беше, пошто на само вистина идев еднаш од 3 месеци, па се дигна галама. Катица Јанева реагираше, Заев реагираше и на крај реков не ме викајте више, штом луѓето толку многу се вознемируваат. Да. Не, се вознемируваат, па после не може да се смират и не ви идам. И после нешто има со телекабел, со Роби некаков проблем, нели, ќе му зимаа концесија, не можел да биде и оператор и телевизија концесионер. И Ризвановиќ ме вика на гости. И викам, кого да викнам на контра тебе, на дуел. А викам, црниот ѓавол викни го. Значи јас за оваа работа ќе се сретнам со црниот ѓавол. За мојава професија. Го повикуваме господинот Ковачевски доколку сака. Еве, јас ке малку не сака. Значи ќе не го сака. проширам доколку не сака да се случи со Зоран Божиновски и само со нас нека дојде во студиото и ние вашите факти ќе ги пренесеме тука на еден. Еве, може би нема. И нека го донесе уверението дека завршил. Ќе го објавиме на нашиот сайт. Значи јас сакам да го имам неговото уверение. Му нудиме ние, еве, за да не биде вака обрукан, нели од вас, му нудиме, ќе го објавиме и неговата диплома, неговиот став целосен, се што треба, се што треба. Стана генерален директор на РЕК Битола, не исполнуваше услови. Немаше 180 кредити. Па после доврши Рудкоп, фирма која доби тендер од него, му ја плати дипломата. И тоа, доколку смета дека не е вака, ќе го објавиме и неговите транскрипти од положението. Све што треба, значи, му стоиме на располагање целосно на господинот Ковачевски, да не излезе дека некој го клевети. Последно, Сеад Ризвановиќ, мој колега ме повика у студио, 3 дена бараше еден по еден 8 души, сите рекле, бе, шанси нема да седнеме со него. И беа празни столчиња у студио, и исто вака ме праша, ама дали вие ова што го тврдите, можете, викам, викни ги у пола ноќ мене од Битола, дај ми ја, тоа живеев таму 2 сата да може да стигнам, нека ме разбудат од полусон, ќе дојам на која сакаш тема ќе разговарам. Затоа што мене ми е чиста совеста. Значи, ја не сум бил никогаш директор, нити сакам да бидам, нити началник, нити сакам да купам диплома за да бидам некој директор, за да утре некој ме злоупотребува, да му подпишувам тендери, што ти ја знам, за да ми е срам негде или да ти кажам пред емисија, знаеш ли, Љупче, ај не оваа тема. Не бе, која тема сакаш да разговарам? Ми се допаѓа тој принцип. Зато ти викам, чиста ми е совеста. Ми се допаѓа тој принцип, иако морам да кажам дека имаме многу атрактивна емисија и пак ќе кажам, за да не излеземе нефер кон било кој од спомнатите, му нудиме простор овде. Така е. И тие предходно што беа спомнати новинари и мене и повикаме и да ги заклучиме вратата од студиото за да нема бегање, разбираш, пошто од пола емисија ќе му текне да си оди. Не, еве, ако негете со Зоки само со нас ќе разговарате, Зоки ќе ни каже од прилика што мисли, па ние ќе селектираме тука. Ја после ќе реагирам со поруки на лице место, да. Божиновски, ти си од Куманово? Така. Го познаваш од младоста Димитар Ковачевски? И тоа како? И тоа многу добро. Од каде? Па Димитар Ковачевски номинално беше член на СДСМ со партиска книжка и на кој е зет во СДСМ фамилија, ти е така по... И тоа е јака СДСМ фамилија. Ко кралска семејство се некој, да. Како, значи, таа беше... Таму кај што е зет, тие... Има представник сега покојен, нема да го спомнувам.
Значи, тој беше све и свја во Куманово. Тој ако каже ќе врне дожд, врнеше дожд, ако каже ќе се стемни, тогаш се стемнува, не смееше се стемни без него. Значи опасен човек. Опасен човек, во такво семејство стана зет. Татко му беше директор на Кожара, Кумановска, која подосна ја изедува глувци заедно со кожите и кожните јакни и стана градоначалник на Куманово во едно несреќно време кога кандидат на ВМРО ДПМН беше значи Даравелски беше крал како директор на Царина 2000 година. Има кандидат, ќе го пензионираме, Бранислав Даштевски, доктор, мислам стоматолог беше и директор на медицински центар и му истекуваше мандат, да го ставиме градоначалник, татко на сегашниот председател на државна гласачка комисија, викам, пошто немаме избори, и планира да го инсталира Даштевски за градоначалник. 2000 година на тие избори татко му на Димитар Ковачевски стана кандидат и победи. Во пакет победи, затоа што јас се борев за гол живот и за екзистенција против Драган Даравелски. Ја тоаш работев во Фокус. И ми ветија ќе ме нема. Во еден момент сватија дека забегале, пошто ние го реконструиравме ЗНМ во тој период, бевме суспендирани 10 години од Светска асамблеја новинарска и од Европска, и ја бев координатор на регионалната канцеларија на ЗНМ и сите новинари идеа со мене. Зоране, што сак да јавимо? Сак јавите тој и тој. И фактички ги командував по несреќен сплет на околности сите колеги, пошто береа информација од мене, кој сакаше ексклузива. И Даравелски свати, дојдовме у конфликт и ја една ноќ пред гласање на тие избори локални, бев удрен со швепс у глава од Бајруш Сајдиев. Стаклен? Стаклен швепс ми го пукна од чело, ми се распрсна тоа, ми расцепи глава а беше пратен од Драган Даравелски од ДПМН, затоа што не можеа да ме пазарат да работам за нив. И ја у август 2000 година, еден месец пред гласање... Значи ти му даде фул сапорт на таткото на Да, му даде фул сапорт за тоа што имав контра фул сапорт на тоа што непријателот беше на другата страна. И дури отидов на една пресконференција на Кумановски джез фестивал, кај што ме врбува, после пресот и ја им викам, они седат таму сепарена, човекот што разговараше со мене, викам, оној човек е стар, него носите по сонце може да ви умре. Види ги ти ВМРО-вци джез промовирале у Кумановото. Драган Даравелски е најголем колекционер на винил плочи на Балканот. Ја исто хоби имам со него и сега во Македонија може да почнеме да се дружиме. Нема никој побогата колекција на грамофонски плочи, на лонг плей плочи од него. Ја немам толку многу, но имам добра колекција. Значи, илјадници има и тоа си ги купувал, тоа му беше пасија. И он обожаваше квалитетна музика, направи Кумановски джез фестивал, беше финансиран од Царина и планираа Даштевски да го стават и на джез фестивал ме викаат мене како дописник на Канал 5, ме канат, мислам тоа беше чудо, отидов таму, после джез чекај Зоране малко, седнав со еден од директорите локални нивни, Драган нуди вака, а Драган Даштевски, татко му томе, таму седат у сепаре, што нуди тоа? Ја да играш за нас. Ја за вас не може да играм. Ја бев порано фудбалски судија, ја имам црн дрес, играат црвени против плави или жолти против бели, разбираш ли? Ама никогаш не играв ни за тие, ни за тие. Ама што треба? Викам, оди, кажи му на Драгана, 300.000 германски марки од Ташна, ја, ти, жена ми, ќерките, до Франкфурт аеродром, ќе ти купам на фришоп една видеокамера, ќе седнеме, ќе ме снимиш. Шо ќе ме сними? Он пелтечеше. Па викам, ќе се извинам на македонскиот народ, што сум морал да се исчистам од Македонија, да се спасам себе и да ве спасам вас од мене. 300.000 марки ми треба, а ја од Франкфуртски аеродром, у кој друг авион ќе се качам, тој е после мој проблем.
ти си добиеш видеокамера, видео снимка на поклон, врати се, па правите му ново народ што сакате. Сваќаш? Не, Драган инсистира да играш за нас. Викам, јас за вас нема да играм. Треба да му кажеш 600.000 евра. 300.000 германски марки бе у тој момент, толку му кажав. За да се спасам и ја, и фамилијата моја, и Ама они на од мене. високо си циљал. Тоа се у денешни пари, тоа се 800.000 евра може би. Поема, немам така лупнав у тој момент, они се разбира дека не се согласија, викам што не се согласувате и така покажав со рака, викам човеков е стар, да не ви умре на ова августовско сонце, него носите по митинзи. И така и бидна, изгубија 27 спрема 4.000. И како гласа. беше Таче постариот како градоначалник? Таче беше прво супер коректен спрема мене и спрема новинарите. Она што го договоривме пред тие локални избори дека како градоначалник и основач на јавниот радиодифузер наш вестник и Радио Куманова ќе ни го препушти на нас новинарите, а за себе барав една ноќна програма и една телевизиска емисија во петокот 1 час контактна. Значи тоа не се случи затоа што немаа централна власт, затоа што у СДСМ се побунија на Зоран, али ми да му го дадеме Радио Куманов, а не ми го дава на мене. И бевме 40 на млади соработници за да ја направиме радикалната реформа и да се сочува тој медиум. И тоаш Драган си го викна Слободан Ковачевски постариот, ако не се манеш подалеку од новинара, ќе ти ги врату деца дома, демек Димитар и сопругата работеа во Телеком, демек може и да ти ги вратам дома. И овој олади односи со мене, се оддалечи, манавме таа... За да не го избркаат син му од работа. Син му да не, и после син му стана најак извршител во Телеком за највалканите работи, што ги читаме од мејловите кои ги објавувам. Да, Зоран, ти објавуваш, ова е вредно за прв пат медиум со било каква државна концесија да проговори за ова прашање. Ние кај нас во емисијата ги спомнуваме чат-пат, но досега никој од телевизиите, никој од радијата во Македонија го нема отворено ова прашање. Ние еве ексклузивно за прв пат, затоа што гледам дека некако многу осамено ја тераш таа работа и велам, видете, навистина е важно точно, неточно, што има, како има, тие работи внатре што се напишани се на еден или на друг начин шокантни. Токму затоа треба да го повикаме господинот Божиновски да одговори на овие прашања и да ни соопшти што поточно пишува, да ги раскаже овие материјали. Тоа беше нашата иницијална каписла за ова интервју, но во меѓувреме поминавме и биографија, поминавме и Рек Битола и навистина ми е мило што е така, но еве, ајде сега да се фокусираме на иницијалната каписла. Зоран, ти ги објавуваш овие мејлови. Прво, би сакал да те прашам, што е она што е најшокантно, што може читателите на твојот портал, на твоите групи по социјалните мрежи да го видат во тие мејлови, она како сиже, што дознаваме од нив? Значи, дознаваме дека германски Телеком, собственик на австријски Телеком, на А1, порано ВИП, собственик на Унгар Телеком, Маđар Телеком или МАТАВ во Македонија, преку нив Deutsche германски Телеком е собственик на Македонски Телеком, на Хрватски Телеком и на Црногорски Телеком. Значи, ја ова го зборам врз основа на надворешна моја соработка со Американската даночна управа, која спроведе истрага преку истражна агенција која се вика White and Case, во која прв сведочеше Дејан Мицковиќ во тој период 2006, 2005, 2004 година, беше председател на борд на директори на Телеком, делегиран од Минчо Јорданов, кој беше првиот заменик премиер, она што денеска е Артан Груби. Значи, за Минчо Јорданов е воведена таа функција и од тогаш датира. Значи,
Дејан Мицковиќ беше повикан од страна на Вајтен Кейс во Будимпешта, отиде, сведочеше. Сведочеше Дејан Силјановски, кој беше директор на сектор за правна регулатива во Телеком. Богоевски сведочеше, ако не се лажам. Полека ќе дојме до Богоевски, не брзе. Да. Значи, 8 оштетени мали акционери во продажбата на Телеком ми се обратија преку еден мој бивши школски другар, ми дада доказна документација за која ја им реков, ја највеќе што можеме да ги пратам овие документи до надзорен одбор на Маѓар Телеком, која е државна фирма во тој момент. Ги пратив, по некоја среќна околност таму имало унгарец, член на надзорен одбор, кој соработувал со американска амбасада, доаѓа веста до американците, тие си проверуваат дали тие документи што ми ги дадоа малите акционери од Скопје се веродостојни, затоа што профитот што го правеше... Ова која година е? Ова е 2005-2006, пошто помеѓу цела 2005 и 2006 Deutsche Telekom преку Матав купува монополска позиција во Македонија, за да извлече голем профит. Тој профит незаконски стекнат, значи стекнат врз основа на купен закон за монопол. Платени се ВМРО, ДПМН, СДСМ и ДУИ, си изгласале закон за монополска позиција на Телеком и А1 како нивна фирма и извлекувале одовде од Македонија големи профити. После тоа е спроведено и во Црна Гора, и од Црна Гора се извлекувани пари, со тие пари кои американците во тој период констатираат дека се од криминални приноси, Deutsche Telekom и Унгар Телеком на Њујоршка берза ја покачувале и ја повишувале вредноста на нивната акција, на нивната котација на Њујоршка берза. Врз основа на обвинение пред Њујоршки суд, подигање обвинителен акт против компаниите, Deutsche Telekom и Маѓар Телеком, и против тројца директори, Елек Штрауб, Тамаш Мурва и Андраш Балок, тие биле и овде директори во Македонија, заедно со Атила Сендри. Компаниите во Њујорк признаваат вина. Значи, ајде да не одиме во процес, пошто процесот може да доведе овие тројца у затвор да заглават, банкрот на Deutsche Telekom и Маѓар Телеком и не знам колку стотици милиони долари казна. И на крај преку оштети. Си се спогодиле 90,5 милиона долари платиле казна, признале вина, тројца директори овие што ги кажа по име и презиме. Признале вина, платиле по 300,000 долари. Тоа што ги оштетиле. И тоа у Њујорк се завршило. Сведок у тој процес беше Слободан Богоевски. Мислам дека и Владо Бучковски го имаа повикано. Значи, они си ги имаат испрашувано сите. Значи, ја овде имам 88 фајла и 3 фолдери во кои... И каде е улогата на Димитар Ковачевски? Значи, во тој момент Димитар Ковачевски бил близок со Атила Сендри. Му бил у кабинет на главниот оперативен директор на Матав у Македонија. Сендри исчезна со минус од 80 милиона евра од Македонија и беше распишана црвена меѓународна потерница и беше подигнато обвинение по него. И тој процес траел до минатата недела, кога од нигде никаде се објави пресуда. СЕО го работело предметот, а СЕО работеше врз основа на прислушувани разговори. Затоа што оваа екипа што ви ја кажувам, Германски Телеком, Австрски Телеком и Унгар Телеком, ја купуваат она прочуена израелска прислушна опрема, ама тоа е опрема тоа е за Фин Фишер зборувам. Ама тоа е опрема за прислушување, за следење и за надзор на комуникации. И што се случува? Димитар Ковачевски бил главниот извршител заедно со Никола Љушев, кој денеска е главен извршен директор на Македонски Телеком, тоест Германски Телеком, и Славко Пројковски, кој денеска е финансов директор. Па откако тие ги носеле парите, кај Бучковски, тие се сретнувале со Сендри и со Бузлевски,
тие извршувале извлечени 15 милиона евра, префрли ги на Контаминос на Кипар, па Контаминос и ги прати преку Маноли Малелос. Тоа го има во меловите кои ти ги Па ги објавуваш. објавувам меловите, ама Да. ја ги немав доскоро. Значи ја ја имам кај себе, ги имам сведочењата пред Њујоршки суд. А овие мејлови се раскажуваат и Значи пред овие Њујоршкиот мејлови суд. ја ги добивам сега кога му пукна филм. Ја го викам на мојот дописник од Телеком, кога гледа што се случува, кога гледа дека германците на нас ни инсталираат корпоративен директор. Димитар Ковачевски докторирал корпоративно управување, тема во Подгорица. Ама докторатот никој никогаш нигде не го видел. Нема Од врска овде. што не го Значи, видел. да се разбереме. Во Подгорица беше директор заедно со Никола Љушев во Телеком Црне Горе. Кога ја завршуваат монополизацијата во Македонија, тие се испратени од германците и унгарците како специјална екипа да помогнат во корупција. Истото таму да го да се направат. монополизира во... Да, но Божиновски, во тие мејлови се зборува префрлете ваму за тој толку пари, за тој Така за е. оној толку пари. Така. Значи вие практично го објавувате раскрчмувањето на македонскиот телеком. Така. И тогаш Провизиите. значи 76 милиони евра носат грчки представници во Holiday Inn Скопје и разговара со Бучковски и со Али Ахмети. Пратени грчки представници преку Контаминос да разговара со Владо Бучковски премиер, со Али Ахмети лидер на втората најголема партија, бидејќи истовремено тие работеле и на инсталација на мобилна опрема на Косово, кој беше протекторат. Дали сте сигурни во автентичноста на овие мејлови? Не сум сигурен. Значи ја седнав и на Фотошоп ги смислив како да ги нацртам и кој имиња и кој датум. Дел од одбраната на овие луѓе што не објавуваат јавно, пак ќе кажам, никој не одговара јавно на овие мејлови, но она што ако ги видите во кафеа, ако ги прашате, што е ова Зоран Не ги гледам Божиновски? ја у кафеа ништо. Добро, се за мене ви кажувам. И ако ги прашате, што е ова Зоран Божиновски што објавува, нели за Телеком, тие велат ајде, па тој седнал во Фотошоп, ги направил Да. тие дека тоа има одбраната Да. што ја кажуваат. Да, и нема да гледам Реал Мадрид Барселона, него ќе седам на Фотошоп, немам друга работа да измислувам Или пак мејлови. вика некој му ги спремал и му ги дал така Ама фотошопирани. ја и он ги објавив и објавува. табела од 40 страници кај што Вајтен Кейс констатирал кои трансакции преку кои банки, кои луѓе, значи потполно се поклопува со мејловите што ги објавува. И друго, ајде мејловите се неверодостојни. Нели е веродостојна пресудата на Ленка Давидкова застапувано обвинение? Јас се изненадив што толку сум информиран и толку многу материјали. Ја имам 60% во архива истрагата на Вајтен Кейс. Значи јас се изненадив кога прочитав Золтан Кишухас и Ролф Плат, германец и унгарец, осудени 8 години. Значи јас мислев дека само Атила Сендреј ќе биде осуден од таа истрага што завршила 2008 и после се водеше Так. 15 години процес. За мене е изненадување дека во кривичен суд во Скопје е донесена првостепена пресуда 24 години затвор во отсуство за двајца унгарци и за еден германец. Значи Македонија им суди на Германија и на Унгарија. А Димитар Ковачевски ви има одговорено во... Вие знам, пишувате јавно каде се ги поставувате прашања. Значи- Во однос на новинарскиот стандард кој вели прашаја нели нападнатата страна, вие дословно им праќате мејлови на сите, дури на некои што немаат врска со работава, да речеме, како Зоран Заев. Примери него му имате, мислам, поставено прашање во однос на ова, дали знаевте за Значи ова на и сите, така натаму. на сите што се споменувани и на цела влада и на сите министри поединечно, На мејл, на на SMS сите порака. кабинети, на најголемите амбасади и странски представници во Македонија. Зборам за германска, за француска, американска, за австријска, за амбасада на Европска унија и на едно 20 барања за второ мислење. Нели треба да бараш од нив второ мислење? Ја барам второ мислење по однос на содржината на овој мејл.
нема никаков одговор. Од никого. Од никого. Едино имаше одговор само од еден министр, од бившиот министр за правда Тупанчевски, кој ми одговори дека го разгледале тоа што сум го пратил и дека го процесуирале према основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и чекаат И после на пазар 3 му го продадоа министерството. И на после Тупанчевски. тоа Тупанчевски го сменија. Значи само Тупанчевски реагираше во рамките на неговите надлежности. Да, повеќе од тоа не може. Го процесуираше таму кај што треба, од таму нема ништо. Сега, како надворе сончево и сега да почне да удри гром у зградава. За мене беше гром удрен по сончево време, пресуда од 24 години затвор за овие тројца. И многу е интересно, извини Јана Кумановски, Нема. многу е интересно што нема ниту еден обвинет или суден македонски државјанин за целата оваа афера. И има два предмета од Маѓар Телеком. Њујоршкиот суд има испорачано во Македонија и во Црна Гора предмет Маѓар Телеком, значи тоа што го констатирала Вајтен Кейс за потребите на нивниот суд и тој процес, они ги испорачуваат предметите, еве ги доказите, вие сте демократски држави, А Божиновски, завршете си ги процесите. Со документите кои ти ги објавуваш, односно со мейловите кои ги објавуваш, практично се потврдува дека сегашниот премиер Димитар Ковачевски тогаш на еден или на друг начин бил соучесник во СЕО. Не бил случаен, бил извршител. Значи Ролф Плат ги нарекува извршител 1, извршител 2, извршител 3. И во мејлот горе ги назначува тројцата извршители. Секогаш се Славко Пројковски и Димитар Ковачевски, некогаш е Никола Љушев, а некогаш е Олег Обрадовиќ од Подгорица, бивши директор на Зошто Телеком мислиш Црна Гора. дека другите медиуми недоволно посветуваат внимание на ова? Затоа што прашање? Deutsche Telekom и Унгар Телеком и уште некои странски инвеститори во Македонија, големи, работеа на менаџирање на медиуми, на сериозни новинари, на време си се платени, на време си се покриени финансиски и денеска не можат заради таа некогашна нивна плодна соработка да се вклучат макар во превземање на ова моја. Што го објавувам. Друго, јас сум контроверзен, јас сум квази новинар, јас сум рекетар, јас сум оценувач, а инаку сум драг колега секогаш кога ќе им пропаѓа медиумот, па ме вика дојди да соработуваш, да подигнеме тираж или гледаност или слушаност. Ти си легитимен член на Сдруженијето на новинари на Македонија. Додека не ме исклучат и од таму. Ама нема да ме исклучат затоа што не го кршам. Кодексот, ние се уште сме здружение со принципи, сме здружение со сите тие. Друго се вгради во реформата на ЗНМ, се дадов комплетно, ќе загинев за малку. Нели имаше и протест овде сме тепајте. 2002 за после многу чудно. нападот врз мене и Овде така морам натаму. да кажам на една недоследност, не само на нашата организација, и општо на Фелата. Да. Кога Зоран Божиновски го затвара, протестиравме. Да. Кога Зоран Божиновски претходно го тепа, протестиравме. А сега кога го тепаа во Битола, голем дел од колегите не се одзваа Па не невеста може, да ја реков дека ќе пренесат. падне владата. Ако падне владата, отиде Северна Македонија. А еве ги вградија медиумите во таа проекција на Северна Македонија и добар дел од нив, стари поголеми оддели, не смеат да реагираат. Друго пак се реобновува идејата за да има буџетско финансирање на медиумите и многумина се надеваат дека ќе се качат на тој воз. Да, но И така да ти работиш впрочем како и ние можеби малку сме поголем медиум, но знаеш колку е тешко да се обстане сами, да се биде независен во македонски услови. па не е тешко, значи соработуваш со оние што го мразат тој што е на власт Да.
или соработуваш, што е уште посладко, јас соработувам со фракциите во владеачката партија што го мразат Димитар Има Ковачев. такви? Како не? А Зоран Заев точно ли е дека работи сега против Димитар Ковачевски? Таа Точно е. теза... Точно е. Геровски ја пишуваше многу Точно. мина. Ја знаете зошто? Што му смета сега Димитар Ковачевски? Па не му смета затоа што Зоран Заев направи една клучна грешка. Во договор со Александар Вучич ги донесе Телеком на Србија во Македонија. Емтел. Тие работат со Huawei опрема. Huawei опремата е кинеска прислушувачка и мораше, ако веќе дојдоа, да се конектираат на базни станици на Телеком, кој е монопол во Македонија, и тука дојде до судири на интереси и Зоран Заев мораше да добие клоца од странците и си донесоа инсталат на негово место. Зарем не мислиш дека може би... Инсталатот е овој корпоративен директор. Затоа што, Што го например, викаат премиер. Ја ќе донесам заклучок врз она што јавно го видовме, а тоа е дека Зоран Заев падна затоа што изгуби катастрофално на изборите. Не е точно. Мислите дека и понатаму ќе останеше да биде премиер доколку не беше ова што зборувате со Прво Хорвај? немаше избори, значи секојаш има гласање на кое точно се проектира, а проектираат, реков, кој? Американската амбасада и германската амбасада и Ова се амбасадата на Европска унија. Ова не може да го докажеме сега. Како не може да го докажеме, треба да седнеме на дебата. Американците и германците упорно не ми одговарат на мејл. Значи мене некој ако ми каже така и така, ја ќе седнам, очите ќе му ги ископам вербално за да му докажам дека не е во право. Значи ние имаме американска амбасадорка, јас не ја напаѓам, која дојде, пошто мене ме штити американска држава и американска амбасада. Секогаш во секој мој проблем со ова извршна власт, они се на моја страна. Меѓутоа не може да се најавува борба против корупција, уште од Америка не дојдена, исто беше и со Кейт Бърнс, така ли беше, по име и по презиме, дури Кейт Бърнс беше година дена спремана во Атина за да дојде амбасадорка после Бейли, па ние видовме едно големо ништо. Да, но... Ама упорно на секое интервју сменете го уставот, ставете ги бугарите ово. Да бидеме среќни. И направија контраефект. Да бидеме среќни, еве, и ти можеш да бидеш среќен што замисли да не е таа меѓународна поддршка. Значи, сега ајде да бидеме објективни, што би ни се случило нас, да не остават само на овие. Прво ние сме во базично или основно сме унесреќени. И сега како може да ми кажеш да бидеме среќни? Значи така унесреќени, ние да бидеме малку среќни. Да најдеме некоја задоволство. Што да сме среќни? Па, Што сме еве сега живи? ќе ти кажам, па да. Па ја не сум задоволен со тоа што сум жив, затоа што ми ветуваат Европска унија, 3000 евра Да бидеме објективни. Инфраструктура. Еве, да не реагираше Американска амбасада во не извешти за човекови права. Да не реагираше за тебе. Дали мислиш дека овие овде ќе застанеа само на тоа? Е најобјективно. Дорога мене ќе ме немаше. Па ние сме космичка прашина. И ја и ти, и гости на оваа земја. И јас сум рекол милион пати. Значи мене можете да ме ликвидирате, може да ме убиете. Немојте да пробувате да ми го промените ставот и мислењето. Имам став за некои работи и сметам, ако некој ти кажува дека треба да се воведе демократија, слобода на мислење, слобода на движење, треба макар тоа да ти го возможи. Значи не може некој да дојде на избори да ти ветува човечки права. Кога си се родел ги имаш по првата декларација на Обединените нации, тебе ти се загарантирани човечките права. И затоа некои основни работи за кои имаме услови, а Македонија, еве, ретко кој тоа го гледа, ја го анализирам скоро цел живот. Моје родно Куманово е на овој дел од планета единствено место кај што се вкрстуваат коридор 8 и 10. Па на другиот дел од планета се вкрстуваат. Што значи ние сме на светската раскрсница. И место Куманово да биде Лос Анџелес, Калифорнија, Куманово е Твин Пикс. Значи со најголем број на смртни случаи. А што мислите за Максим Димитриевски, кој сме кај Куманово? Сега го гледаме, мене ми е чудно
да речеме, во однос на господинот Димитриевски, кога беше промената на името беше многу тивок, дури мислам дека ќе даде поддршка јасна за промената на името. Сега во однос на Бугарија некако му се активира некаков патриотизам, па малку е, нели, држи под цврсти линии, што е за поздравување и почит. Со Максо е истиот или сличен проблем како со мене. Тој е задоволен со својата екзистенција. Друго, за разлика од мене, Максо работеше преку Браун и Руд во Ирак, во Афганистан, во такви комбинации, значи си заработил честно своји пари, заедно со негови другари. По еден среќен сплет на околности, ја излегов од притвор, со Заев бевме добри, се видовме, вика, бе, колко да ставам градоначалник у Куманово. Тоа е 2017 година, да. Локалните избори, имам овој кандидат, овој четворица ми ги реди. Викам, овие двајца не ги знам, ако ја не ги знам, ни Куманова не ги знае. Од овие други двајца, овој ти е криминалец, ич не размислувај, а со Максо, ја не разговарам 15 години. Меѓутоа, тоа ја што не разговарам приватно со него, не значи дека не е добар. Добар е за граѓаните, беше два... Значи ти го постави Максим Димитриевски. Не го постави, ја му реков, од тие 4 го сугерираше. Значи, кој му е добар, затоа што беше два пати председавач на Совет. Немаше дамка како председавач на Совет и викам, компатибилен ти е со она што го сакаат граѓаните. Значи, тој ги има проблемите у мал прст. Друго независен ти е, значи не е подмитлив, сваќаш, не може да го купиш со градежни маркици, со не знам какви местени тендери, и он го постави Максо. Максо таков каков што е прв, мислам дека е прв во неговото семејство после Втора светска војна кој дошол на функција. Затоа што има партизанско револуционерно минато неговата фамилија, после биле проскрибирани во време на информбиро како наводни соработници на Сталин, па има членови на неговото пошироко семејство, дедовци, баби, кои завршили на Голи оток и тие биле на црна листа на тајната полиција, никој од нив, ма какви школи да заврши, никогаш да не стане јавен функционер. Максо во оваа демократска Северна Македонија доби шанса да стане градоначалник, ама фракциите што го кршеа во СДСМ не му ја скршија кичмата, не им даде да му ја скршат и излезе, им се спротистави и дојде до тука кај што дојде. Максо не може да го негира револуционерното минато на неговата фамилија. И тој не е против Бугарија, ама само на бугарите им изнесува факти со кои треба и самите се соочат пред да се соочуваат со нас. Без да си играме национализам, омрази и така натаму. Ова е многу кумановска влада. Значи, премиерот е кумановец, после него се сметката за најмокна фигура во СДСМ дека е Оливер Спасовски, исто така од Куманово, почна од кај беше он, од Банево трло или од Рајкова куќа? Од Банево трло. Од Баневе трле. Населба Перо Чичо во Куманово. Да. Ова е на Куманово волку јако не било никогаш. Оливер Спасовски од најмали години од најмлади години во СДСМ и активист и секогаш бил со нив. И кога било тешко и кога не било тешко, беше секретар на... Има сега он бизнес комбинации ко министер? Не. Мислам дека нема, иако му припишуваат се и се што. Јас со него разговарам многу отворено, пошто Слободан Ковачевски стана градоначалник, Оливер беше секретар на општината. Кога дојде време за втор мандат, ја лично се јавив кај Бучко и му реков, ако Оливер и Таче Ковачевски стариот повторно добија шанса, ја ќе го кренам Куманово против вас. Затоа што Ковачевски забега. Дама, ете, бил кадар на таткото на Ковачевски, но сега велат дека постои огромен анимозитет помеѓу Оливер Спасовски и Димитар Ковачевски. Мислам дека не постои, само што Оливер Спасовски е доволно свој и автономен да не мора да оди по паметот на, да не кажам, еве на Димитар Ковачевски, да го кажам, тој не е ни Таче, Таче е татко му. Има еден прекар кој е така малце
Прекарот е погрдена уствари на Едно животно, благородно. на еден познат југословенски фудбалер, бидејќи тие се спортско семејство, татко му играше одлично мал фудбал. И така, значи Оливер Спасовски не влезе во бизнис комбинации. Во сите бизнис комбинации во Куманово во кои ми го спомнале сум му се јавил затоа што ја и Оливер бевме во страшно непријателство додека падна од локална власт и тој дојде, седнавме, века бе сакам да соработуваме. Добро, ама нема да ме лажеш. Ако ти пуштам порака дали ова вистина, ќе ми одговориш вистина или не. И уште не сум го фатил Да те лаже. да ме лаже, а во секакви комбинации го спомнуваат. Сега, тоа што си прават они фракции во партијата, тоа што се борат меѓу себе, тоа се нивни проблем. Оливер Спасовски на Димитар Ковачевски само у лице му кажал што кои работи не му стојат и не го носат на добро. Ама Оливер Спасовски не може да го учи, овој е премиер и си има своји конекции. Мислиш дека Оливер Спасовски може да биде наследник на Ковачевски по падот с него? Оливер Спасовски, по мои сознанија, не од него, има една амбиција, сака да биде председател на државата. И мислам дека тука се разидува со Зоран Заев, кој заради стари некои долгови на СДСМ кон Пендаровски, против своја волја, сепак му даде кандидатура на Пендаровски, ако беше избран, не му дојде на инаугурација, на Стево. Значи, толку не го сака, пошто Заев ти е дволичен лицемер, те гледа во очите, лаже, а оди на друга страна работи против тебе. И сега тука го изигра Оливер Спасовски, не стана кандидат на СДСМ на тие избори, кои што сигурно ќе станеше председател, така да повлече рачна, остана у МВР, причека некои работи се издешават и сметам дека на еден циклус од наредните председателски избори, пошто е млад човек, ќе се кандидира. Дали ќе победи, то не зависи од мене. Повеќе од 40 минути го пробивме терминот. Ми се случувало 10, 15, 20, ама 40 минути пробивме термин. Тоа е ваш проблем, не е мој. Да, и тоа е наш проблем. Ти благодарам за твоето гостување ово утро. Навистина прекрасно интервју. Во овој интервју им останавме должни на ВМРО ДПМН, ама ќе почекаме нека дојдат на власт еве евентуално. Ако дојдат па и нив ќе им го кажеме планот. Значи нема план. Видите, Северна Македонија е корпорација с која моментално има корпоративен директор со кој управува германската држава. Deutsche Telekom, Deutsche Bank и така натаму. Значи ние имаме на власт 3 трговски друштва, ДУИ е трговско друштво од самото формирање, никош не биле партија, пошто никош немале внатре-партиски избори. СДСМ и ДПМН ги имаат... Ама ВМРО опозиција сега, како полека, така? ги има суспендирано внатре-партиските избори. Значи, вие немате, кај нив, имате конкурс за Ама не, кај Таче координатори. имаше на избори победи Таче, сега нема така. Не е точно. Значи, победи на избори, на Zoom гласање, на журирано членство, половината си замина. Зборувам дека од местните одбори на СДСМ и од општинските комитети на ДПМН немаш избори. Него имаш координатор. Значи, лидерот на партијата именува координатори. Ама добро, на многу места во свет го има овој модел, не е само овде. Демократија е битно, на избори да имаме сега партија, што прати е нивен проблем. Какви избори ќе имаш за собрание и на локални, ако некој таму во пример Куманово ти е инсталиран од лидерот. Љупче ќе ви биде координатор у Кавадарци. А Кавадарци има членство кое сака на изборна конференција. Не ќе да го види Љупчо. Не ќе да го види. Не бе, лидерот сака да го гледа. И онда што вика обичните членови? Абе, премиер си го е бираја, премиер со снега нека се разбере. И не сакаат луѓе да гласат. Затоа велам дека имаме трговски друштва на ниво на извршна власт. Ти благодарам премногу за ова интервју ово утро, кога имаме повторно. Почитувани слушатели, останете со фреквенцијата 107,4 и стиснете subscribe на нашиот YouTube канал, затоа што тоа ни е навистина важно во ова дигитално трансформирање на медиумите. Денес ние сме веќе се повеќе дигитални медиуми кои одат онлайн, но
Огромен поздрав и до сите оние кои не слушаат на фреквенција и за нашите редовни слушатели. Вчера дознав дека Димитар Бузлевски бил наш редовен слушател. Огромен поздрав и до него еви и од Зоки. Мада мислам дека Зоки подобро се нема баш со Бузлев. Не, по-добро, ние сме си стари, добри пријатели. Да. Останете со 107,4. Јас сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија. Утро техничката реализација беше на Димитар Митровски и Јордан Чаушевски.